Македонија отсега ќе има 20 наместо 16 министерства. Предлагач на ваквите измени беше председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, а предлогот ноќеска беше прифатен од 88 пратеника во законодавниот дом. Со усвоените законски измени кои поминаа со помош на Европскиот фронт, вака изгледа листата на министерства. Прво, Министерство за одбрана, Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, Министерство за односи меѓу заедниците, Министерство за надворешни работи и надворешна трговија, Министерство за европски прашања, Министерство за финансии, Министерство за економија и труд, Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за здравство, Министерство за образование и наука, Министерство за социјална политика, демографија и млади, Министерство за локална самоуправа, Министерство за култура и туризам, Министерство за дигитална трансформација, Министерство за јавна администрација, Министерство за транспорт, Министерство за животна средина и просторно планирање и Министерство за спорт. Зошто се потребни овие измени вчера на собраниската говорница објасни предлагачот Христијан Мицковски, кој малку подоцна се соочи со противење на неговиот предлог, но и услов од левица за подршка во замена за закон за една изборна единица. Освен ова, како клучни аргументи за измените се наведуваат и следните. Оваа реорганизација ќе значи и намалување на бројот на агенции, како што се Агенцијата за млади и спорт, Агенцијата за енергетика, спојување и поврзување на многу други органи од државната управа, како што се јавни предпријатија, други агенции во иднина, со што уште едно ветување кое што го дадовме за време на кампањата на веќе завршените парламентарни избори ќе биде реализиран. Втора причина е што самата алокација на функции и нивното групирање во одредени органи не е рационално, односно постојат случаи каде повеќе несродни области се алоцирани во една институција. И трето, како дополнителен предизвик се јавува таа што области кои во моментот се стратешки приоритети на државата представуваат клучни предизвици или се во фокусот на светската јавност, не се соодветно пресликани во институционална рамка на државата, туку се организацијски единици во рамки на одредени министерства. Пишува во законот, кој веќе доби двотретинска поддршка во собранието. Расправата траеше до 2 часот и 30 минути по полноќ, а предлогот жестоко беше критикуван од пратениците на СДСМ и Левица. Јасно е дека за овој закон се крие политичка мотивација и ништо друго. Законот изгледа повеќе како алатка за исполнување на политичка агенда, отколку како сериозна реформа за подобрување на државната управа. Зголемувањето на бројот на министерства не е водено од јавен интерес, туку од потребата да се задоволат политичките партнери и да се инсталираат повеќе политички кадри.